Во наредните 2 недели нема да има пиење кафе покрај Охридското езеро. Согласно одлуката на владата, до 20 април угостителските објекти низ целата држава ќе стават клучна врата. Од угостителскиот и туристичкиот сектор, во кој се вработени помеѓу 15 и 20 илјади луѓе, стравуваат дека можеби оваа мерка ќе трае подолго. Ката прилично негативно не изненади, ни дојде малку како шок. Не очекувавме во овој период, сведоци сме дека и временските услови само што почна да ни одат во прилог, нели, во интерес на неширење на епидемијата, да почнат да работат отворените простори, ние доживеавме комплетно заклучување. Дали владата мислит дека собствениците на угостителските објекти имаат кредити, вработените имаат кредити, овие кредити како ќе се плаќат? Овие се големи одлуки. Се носат барем унапред пред 10 дена со јавни дебати, со консултации, а не преку ног, и сметам дека уште повеќе ќе се продлабочи економската криза во државата, бидејќи ќе има многу невработеност во угостителскиот сектор. Затоа од Сдруженијето на угостители на Охрид Кеснав велат дека е потребна итна државна помош за да можат да опстојат. Сите оние надлежни кои што одлучиле да го направат и таквиот локдаун, дека ќе излезат итно во пресред со обештетување, како што итно дојдат до одлука да не затворат. Некои објекти во Охрид во оваа ситуација ќе се обидат да нудат малку поинакви услуги за граѓаните. Но ние ќе работиме само со пулт моментално, каде што ќе можат нашите клиенти да го подигаат својот омилен пијалок или своето омилено јадење од нашиот хотел. Исто така ќе работиме извесен период со деливери. Достава до домовите на нашите клиенти, па се надеваме дека некако ќе функционираме така. По одлуката на владата, Туристичко-угостителската комора бараат итна финансиска помош за субјектите кои ќе останат без било какви приходи со цел да не се изгубат постечките работни места. Од Министерството за економија за Гласот на Америка велат дека затварањето на угостителските објекти и како резултат на пандемијата и со цел зачувување на здравјето на граѓаните. Министерството за економија има информации за последиците и во оваа насока до владата заедно со приватниот сектор ќе предлагаме конкретни мерки за поддршка на овој сектор. Што се однесува до носењето на петиот сет економски мерки кој е блокиран во парламентот, од економија велат дека апелирале до пратениците од опозицијата и истите да го поддржат се со цел поддршка на стопанството во овие тешки моменти. Ова е второ затварање на угостителскиот сектор поминато годишното кога не работеа 3 месеци. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Драјковски.